Општина Прилеп продолжува со реконструкција на училиштата на целата нејзина територија, како во градот, така и во населените места. Со последната ваква инвестиција се реновираше основното училиште во населеното место Подмол, каде учат 20 дечиња. Инвестицијата е од буџетот на локалната самоуправа и таа изнесува 850.000 денари. Во подрачното училиште во Подмол реновирани се комплетно влезниот хол и две училници со промена на дограмата, ѕидовите и подовите. Континуирано продолжуваме со реализирање на проекти. Ја би рекол едни од најбитните проекти наменети за со наставниците, родителите и децата како приоритет, така да и овдека офативме повеќе реконструкции во основното училиште во Подмол, каде што учат околу 20 дечина. Според жителите на Подмол, овие инвестиции во образованието помагаат исто така и за стопирање на миграцијата село град, затоа што условите за образование и школување на децата биле едни од главните фактори за преселување од руралните средини. Родител на 3 дечина, едното ми учи средно, едното овде, другото уште мало е, да речеме. Друго, можам да кажам, еве, градоначалникот е денес тука. Многу голема благодарност што ни го реновира школото. Тоа значи не дека подобри услови за дечината ќе учат, него и самото село ќе заживее, ќе опстои, да речеме, кога имаше една школа кај да учат дечината, е многу подобро за самото село. Друго, со тоа се гледа исто така заживување на селото, нема да се иселува луѓе, да речеме. Јас сега се благодарам за учењето, се благодарам од учителите, од наставниците, од сите, за школото, за учењето, за воспитањето. Задоволна сум како мајка на децата. Исто така во основното училиште во Кадино село се изврши реконструкција на санитарните јазли и тие сега со градежен зафат се внесоа внатре во училиштето. Со ова се завршило комплетно целата реконструкција на оваа образовна установа. Конечно се заокружија хигиено-техничките и просторните услови на многу современ начин опремени, кои што ги пружа нашето училиште. Пропратно, исто така, беше дореконструиран подот во околу сите ходници во училиштето, како и подот во наставничката канцеларија. Проектот во ова училиште исто така е финансиран од локалната самоуправа и тој изнесува околу 600.000 денари.